Верувајте ми, сакав веднаш да ве прашам и тоа и сега може да ми одговорите. Каде бевте сите овие 10 години, па да се грижите како за оваа институција и за сите други институции кои што беа во надлежност ваша, и бидете сигурни, ако овие 10 години се интересиравте за институциите кои што постојат во оваа држава, како што сега се интересирате за оваа институција, верувајте дека, она спомна колегата Муковски, дека 75% од граѓаните на Република Македонија го чекаат 24 април, ќе беше вистина и тогаш и ние ќе се приклучевме кон тоа. Меѓутоа сега 75% од граѓаните чекаат токму ова специјално јавно обвинителство да испорача готови производи. Не е важно, колешке, колку потрошило ова специјално јавно обвинителство, кое што треба да ги сработи работите на она јавно обвинителство кое што го плаќавме 10 години, а не испорача ниту еден готов производ, ниту презентира што работела оваа влада сите овие 10 години, се додека ние овде кажувавме и имиња, и презимиња, и на судии, и на апелациони судии, и на се живо и диво овде што се движи низ Република Македонија. И сега верувам дека немојте да се грижите ова специјално јавно обвинителство на кое што ставивте и вие подпис, и каде што ставија сите 4 партии кои што не требаше, можеби требаше и граѓаните да стават подпис. Граѓаните се тие кои што се најзаинтересирани да излезе на виделина сето она што било правено овие 10 години. И немојте да се грижите ова специјално јавно обвинителство ако има криминалци и во нашите редови. И тие ќе ги гони. И немој да ве паметот тера дека оној што кажуваше сам призна дека не е ангел, а штом не е ангел сигурно ѓавол, нема друго осим ангели и ѓаволи, кажува дека на 24 април ќе победел. Ако победи повторно, сметајте дека тоа специјално јавно обвинителство ќе си ја работи работата додека не ја истера на чистина комплетно она што се работело и што било криминал. Без разлика што овде се буните за 4 милиона евра за да се финансира специјално јавно обвинителство, да видиме каде ги трошел овој Ставрески парите овие 10 години, а 1.700.000 евра плаќате, колешке, за да ви го дигаат рейтингот и вам и на Никола Груевски. Тие пари прашајте од каде се, што се и зошто ги користите, а тие пари се повторно на граѓаните.